Ова изјава најпрво ќе започна со малку статистика. Во јули оваа година имавме вкупно 765 пожари на отворен простор, меѓу нив и шумски пожари. Во август, заклучно со денешниот ден, во просек имаме по 40 пожари на отворено дневно. Во текот на вчерашниот ден имавме дури 45 пожари на отворен простор. Затоа повторно ја користам оваа прилика да апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни, да не бидат предизвикувачи на пожар на отворено или на пожар во шума. Од друга страна, ова информација која што ја давам сега околу 15 часот не е најпрецизна, бидејќи од сега натаму јас сум убеден врз основ на досегашното искуство дека ќе се појават нови пожари кои што значително ќе зголемат денешната бројка. До сега имаме 16 пожари на отворено, но заклучно со вечерта верувам дека и повторно ќе дојдеме до некоја бројка од 40 на пожари. Затоа апелирам до медиумите да бидат внимателни, особено во вечерните вести, бидејќи оваа бројка од 16 пожари во текот на денешниот ден вечерва нема да биде релевантна за жал. Од овие 16 пожари, 10 се активни, 4 се ставени под контрола, додека само 2 се целосно изгаснати. Првиот и најтежок пожар, кој што веќе 24-5 дена бесне на територијата на општина Брод, е навлезен со еден крак во ловиштето Јасен, иако значително го успоривме, тој се уште активен. На лице место во гаснењето учествуваат припадници, односно вработени во ловиштето Јасен, додека вториот крак се движи во насока на селото Белица и рибникот Белица, и овој крак успеавме да го успориме затоа што утрово таму действувавме со 5 ер-трактори. Еден на дирекцијата за заштита и спасување, 2 германски и 2 кипарски ер-трактори. Вториот тежок пожар е пожарот на територијата на општина Пехчево, кој што избувна вчера во попладневните часови. Пожар за кој што имам перцепција дека е намерно подметнат, бидејќи на претходниот пожар кој што пред 10 дена беше изгаснат, Национални шуми секојдневно имаа стража за да не се појави нов крак од веќе изгорениот, да не се пробуди некое веќе изгаснато место или некоја жешка точка. Но новиот пожар кој што избувна во текот на вчерашниот ден, избувна можеби 50 на метра подалеку од изгорениот појас, што значи дека 50 на метра настана нов појас внатре во боровите. Се работи за пожар кој што многу брзо се разви, со долга линија на горење, во квалитетна букова шума, се извинувам, во квалитетна борова шума, но постои опасност да влезе и во букова шума. Рано утрово започнавме со дејство со 2 полициски хеликоптери, едниот бел 412 со помало ведро, кој што црпи вода од базен, кој што Црвен крст го намести на градскиот стадион во Пехчево, додека вториот големиот Ми-171 со големо ведро од 2,5 тона црпи вода од еден земјоделски комбинат или компанија со лешници која што има голем базен за низините потреби. Благодарение на добрата волја на собственикот, големиот хеликоптер оттаму црпи вода која што со цистерни се дополнува. На овој пожар покрај локалните пожарникари од околината, значи покрај пожарникарите од Берово, Делчево, активно учествуваат и пожарникари од Кочани, но и од Кавадарци. Исто така вклучени се лица од Национални шуми, како и неколку вработени во дирекцијата за заштита и спасување. Координацијата ја врши лично градоначалникот на Пехчево и можам да го пофалам дека имаме изворедна координација на силите на земја, вклучително и силите од воздух кои што успешно ги координираат да фрлаат онаму каде што потоа настапуваат пешадиски, и верувам дека значително успорен овој пожар, иако воспоставувањето контрола ќе биде исклучително тешко, бидејќи се работи за многу стрмен терен, каде што и густа вегетација, каде што движењето на луѓе е многу тешко. Наредниот активен пожар се наоѓа на територијата на општина Новаци, кај селата Полок, Тапевци, Гнилеш, Паралово, гори ниска вегетација и трева. Ова во суштина пожарот кој што гори околу рек Битола, кој што создава големо вознемиреност кај граѓаните од Битола, бидејќи силното светење на огнот се гледа и од Битола, но ќе повторам, гори пред се трева, грмушки, неквалитетна вегетација, иако не е исклучена можноста на некои места да влезе во поквалитетна шума. Се обидуваме да воспоставиме контрола, односно локалните власти се обидуваат да воспостават контрола врз овој пожар.
пред се со градежна механизација, иако во текот на вчерашниот ден дејствувавме и со воздухоплови. Денес на овој пожар не користевме воздухоплови. Наредниот пожар се наоѓа на територијата на општина Кичево, кај селото Патеец, кон село Козичино, каде што повторно имаме горење на борова, но и делумно на букова шума. На ова место повторно во текот на денот се обидуваме да воспоставиме контрола, но воспоставувањето контрола оди многу тешко. Наредниот пожар е на територијата на општина Ресен, тоа оној пожар кој што од планинскиот врв Магаро на Галичица се спушта во насока на населбата Стење, но овој пат пожарот е поделен на два крака, едниот се движи во насока на Стење, односно шумата која што се наоѓа на населбата Стење, додека вториот крак се движи во насока на еден од планинарските домови. Доброволците од алпинистичкото, односно планинското спасително друштво од Охрид се обидуваат да воспостават контрола, но се развива висока температура, бидејќи бујната вегетација, тревата и грамушките се високи и создават висока температура. Алпинистите со хеликоптер ги изфрламе некаде по гребенот на планината, а потоа пеш се спуштаат кон жешките точки од овој пожар. Наредниот пожар се наоѓа на територијата на општина Македонски Брод кај село Грешница, каде што гори мешана шума и во текот на денот таму дејствуваме со еден словенечки хеликоптер. Следниот пожар е на територијата на општина Пласница, околу селото Пласница и Латово, но се движи кон општина Македонски Брод. Гори трева, нискостеблеста вегетација, трња, но и овој пожар зафаќа поголема површина и предизвикува вознемиреност кај локалното население, но не представува загрозување за околните села. Наредниот пожар е на територијата на општина Демир Хисар и Охрид, тоа Илинска планина, каде што повторно имаме разгорување на еден од краците во насока на селото Вирово, каде што дејствуваат вработени во национални шуми. Пожарот лично го наблюдував, гори ниско по земја, значи горат отпадоците од лисија, хумусот помеѓу високите буки и постои можност на повеќето места да нема никаква штета врз високите дрвја, како што се буките, но и друг тип на вегетација. Изгорен е гребенот, на кој што има само трева и евентуално некои грмушки. Уште еден пожар на територијата на општина Босилово кај село Бориево, каде што гори само сува трева, и пожар кој што предизвика мала вознемиреност кај дел од скопјаните на општина Аеродром, но некаде кај мостот на река Вардар од Идризово кон Долно Лисиче, значи подалеку од урбаниот дел на градот, но сепак предизвика поголем број најавување на бројот 112. Ова отприлика се за денешниот извештај. Имаме под контрола 4 пожари, 2 изгаснати, но доколку има значителни промени ќе се јавиме со нова видео изјава. Доколку нема значајни промени, но зборувам, кога мислам на значајни промени, мислам на тешки и опасни пожари. Доколку имаме зголемување на нови пожари на отворено и за 10 па и за 15, доколку истите се брзо изгаснати, само ќе ги објавиме како бројка, како статистика во Вибер групата на ЦУК. И нема да има потреба од нова видео изјава. Одовде се упатуваме кон некои од активните пожари или во насока на рек Битола или во насока на општина Пекчево, каде што се прават силни напори да се спречи ширењето на големиот пожар.